Како што изутринава имав поука и кажав дека преку оние 14, 15 и 16 глава од Мудри изреки се обидовме да направиме само анализа, значи не да анализираме некој друг, туку самите да се анализираме. Така и вечерава да се обидеме да направиме една анализа на самите себе си, меѓутоа не според наш стандард, зашто видовме дека нашиот стандард често пати знае да биде погрешен и крив, туку според стандардот што ни го дава Божјото Слово. А ние, како луѓе, сме склони да го правиме следново. Второ послание до Коринќаните. 10:12. Второ послание до Коринќаните, 10 глава, 12 стих. Имено ние не смееме да се вбројуваме или да се споредуваме со некои кои се препорачуваат сами себе си, но не постапуваат разумно, зашто се мерат сами со себе и се споредуваат сами со себе. Интересен стих. Значи, овој стих ни кажува, Павле ни кажува, ни порачува, односно Господ преку него, дека не смееме да се вбројуваме во категорија и група на луѓе кои што се споредуваат со некои, или пак се споредуваат сами со себе. Затоа што, ако се споредувате со некои, тогаш секогаш ќе бидете подобри од некои. Секогаш ќе најдете некој од кого што вие сте подобри, ќе речете, па јас сум верен повеќе од него, он гледа што прави. Јас секако сум подобар од него. И едноставно си го затварате патот и не оставате простор за раст. И затоа човек легалист има потреба да, токму таа потреба ја има потреба да наоѓа грешки кај другите, секојаш е некој друг крив. Меѓутоа, и легалистот, и било кој од нас, сите ние имаме длабока потреба од тоа да појдеме покрај, односно во подножието на крстот, и да погледнеме на крстот, на Христа, и да сватиме дека сите имаме ние потреба од Божја благост. Сите доведен. Ще треба да дозволиме да Словото сече, да Словото не испита, односно, вистинскиот стандард е ако се споредуваме со Христа, отелотвореното Слово, ако сакате. Христос е оној со кого што треба да се споредуваме. Секогаш и само Христос. Ајде, еве сега пак неизбежно е да го спомнеме Павле и да го прочитаме оној стих во Филипјаните 3:6. Послание до Филипјаните 3 глава 6 стих. Што кажал Павле за себе, односно Савле, што кажал за себе. Нели се фали, кажува, дека евреи над евреите од Венјаминовото племе и така натаму, фарисеи по закон. И 6 стих вели, по ревност гонител на црквата, по правдата на законот бев безпрекорен. Кој е стандардот на Павле? Павле веројатно се споредува со нешто и со некого. Има некој свој стандард и според тој стандард тој е безпрекорен. Кај него грешка не може да најде. Или ова личи на лаодикеецот кој што вели дека се има и ништо не му треба. Савле бил лаодикеец. И Савле бил лаодикеец се до моментот кога ќе се сретне со Христа. Со Словото, отелотворено. И добил едно силно откровение при таа средба, знаеме, на патот кон Дамаск, одејќи да апси, христијани. Тој ослепел за некој период, физички, меѓутоа прогледал духовно при таа средба. И можел да се види сега во една вистинска светлина. Така да во прво послание до Тимотеј 1:15, како Павле, како нов човек, можел да го кажа следно. Прво послание до Тимотеј 1:15. Верно е Словото и достојно за полно примање. Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, од кои сум прв јас. Каква промена кај Павле. Прво,
вели дека е безпрекорен во однос на правдата, значи праведен, безпрекорен, ако треба некој да се спаси, и јас треба да се спаси. А потоа, после средбата со Исуса на патот кон Дамаск, средбата со Словото, и затоа и вели овде, верно е Словото, тој сваќа дека е најголем грешник. И за да човек вистински се обрати, најнапред треба да ја свати својата вистинска позиција, а затоа му се потребни вакви средби. Вели се Елен Вајд во Преглед и гласник од 23. март 1911. Обратувањето на Савле било одбележено со вистинско покаяние, преку признавање и вистинско тежнење за прошка на гревовите. Пред обратувањето Савле бил горделив и самоуверен, а сега се понизил во жал и срам. И внимавајте се, си бил одвратен сам на себе. Човек треба да падне толку ниско, да се свати сами од себе и да си стане одвратен сам на себе. Со сето она што го тврдел предходно, што се фалел. Сега доаѓа во позиција да целосно му се предаде на Господа, вистински се покае и да си стане одвратен сам на себе. Во светлината на откровението што го добил, тој почнал себе си да се согледува како најголем грешник. Оно што прочитавме од првото послание до Тимотеј. Сега го имаме Павле, кој што многу добро го знаел законот. Како фарисеј, многу добро го познавал законот. И сметал дека бил безпрекорен, дека го држал совршено. Но се додека не се сретнал со телотворениот закон, можеме да кажеме така. И тогаш ќе го свати коренот на гревот, односно тогаш ќе го свати вистинскиот проблем кај секој човек. Затоа што не е проблемот во она што може би се гледа кај човек. Значи, тој нема проблем со своето однесување. Може би кажем, почекай се, он прогонал, па да, ама тоа го сметал да го прави во Божие име и за сметка на Божјата црква, на Божјето дело. И тоа немал проблем со однесувањето, како и фарисеите. Сите тие надвршно гледано, човек можел да им се восхитува и да каже дека ако некој заслужува спасение, тоа се тие. И како тоа сега тој безпрекорниот увидел дека е најголем грешник при таа средба? Што е тоа што го осведочило? Дали се сеќаваме на оние негови зборови во Римјаните 7 глава? Се среќава со телотворениот закон. Првпат веројатно сватил што во суштина е законот. Го сватил словото, духот на законот. Што кажува во Римјаните 7 глава 7 стих? И така што да речеме, дали е законот грев, далеко од тоа. Сепак јас го запознав гревот само преку законот. Зошто не би ја запознал страстната желба ако законот не рече ме ке пожелуваш? Како тоа Павле сватил дека е грешник, од безпрекорен сватил дека е грешник? Конкретно, која е заповед? Не ке пожелуваш, која е заповед? Десетата заповед, она кој што комшиите ја делат на два дела, за да направат 10. Не ке пожелуваш. Зошто баш 10-та заповед? Ите, ако погледнете фарисеј, или ако погледнете лаодикеец, или легалист, надворешно, од кај ке знаете? И ке знаете ли дали он ја држи првата заповед? Дека нема други богови. Вред, надворешно тој може да го манифестира тоа, ете, со тоа што доаѓа во сабота на црква, се моли на тој еден Бог, нема друг Бог. Ете, може би не оди во друга црква или не знам што. Мада не е тоа некој мерило, меѓутоа како и да е. Втора заповед. Која е втората заповед? Че немаме ние икони, нити пак дома имаме икони или не знам кипови, не им се кланяме, значи совршено може да ја држиме, надвршно. Третата заповед е да не го изговаряме Божито име напразно. И тоа можеме совршено да го држиме. Надвршно, по словото на законот.
Саботата може совршено да држиме од првата секунда до последната секунда и ништо да не пипаме во сабота. Петата заповед, почитувај ги, значи, родителите, таткото и својата мајка. И тоа надвршно може да се држи. Шестата заповед, не убивај, како фарисеите, што спомнав минатиот пат, на никога не сум извадил пиштол, не сум пукал на никога, не сум узарил нож на некога, никога не сум убил. И тоа видовме, што во суштина подлабо го значи таа шеста заповед, меѓутоа зборам за надворешно. Седмата заповед не врши прелюбост. Имам една жена, си ја чувам, како зеницата во моите очи. Никој не ме видел, нито сум тргнал со друга. Осмата заповед, не кради, не сум украл. И тоа надвршно може да се држи. Деветата заповед, која беше деветата заповед? Не лажи, значи не се очи лажно. И тоа надвршно може да го држи. Ама што е со десетата заповед? Не пожелувај. Може ли надвршно? Десетата заповед удира во коренот на сите други, на целиот закон всушност. И она што цело време го зборуваме. Проблемот не е во однесувањето, проблемот е тука. А тука, ако тука не сме тоа што го покажуваме надворешно, тоа сме лицемери. Тоа што има проблем. Всушност, секоја заповед од претходно 9 спомнати ги прекрашуваме со тоа што ќе посакаме. Најнапред ќе посакаме. Најнапред ќе се роди желба, ќе се роди мисла овде и потоа само таа се реализира, да кажа. Кој што вели сестра Елен Вајд во еден друг цитат овде од Патриарси и пророци, кратко и јасно, забранувајќи ги себишните желби што представуваат извор на сите грешни постапки, десетата заповед удира во коренот на сите заповеди. Да не ме сватите погрешно, меѓутоа така да се изразиме во со цел за да ви го пренесам оно што сакам да го пренесам, имате греф со големо Г и имате греф со мало Г. Тие гревови со мало Г се само производ на оној голем греф, односно гревот со големо Г. Односно тоа е нашата грешна природа, себичност. Ние се раѓаме себишти и горделиви. Ние сите го имаме тој проблем. Тоа е нашата грешна природа. А тоа е вистинскиот проблем. Павле го сватил вистинскиот проблем. Се сметал за безпрекорен, меѓутоа кога дозволил да погледне малку подлабоко, кога дозволил Господ да преку законот, да му бркне малку подлабоко во срцето, односно во умот, тогаш од десетата заповед ја сватил страстната желба, ја сватил себишната желба и сватил дека е грешен. И не само тоа, туку подолу ќе каже дека треба да дојдеме во ситуација која ќе гревот за нас ќе представува, ќе биде прекумерно грешен. Или кога ќе се згадиме од она што го правиме, или на некој начин ќе се згадиме од самите себе си, со она што сме го правиле до тогаш. Значи, сите останати гревови се само производ на таа наша себешност. И јас не велам дека ние самото раѓање сме грешници, меѓутоа се раѓаме во таа грешна природа и сме потенцијални грешници. И сега, да, точно, гревот е кршење на законот, но ако анализираме што е законот, 10 заповеди морални правила, не се само морални правила, туку ако ги сватиме само како правила, тоа се сведува на надворешноста. Меѓутоа, што е законот? Меѓу другото, законот е препис на Божиот карактер. А што е карактерот? Мислите и чувствата заедно. Значи, законот задира во мислите и чувствата. Тоа веќе го видовме и од она проповед на гората на блаженството, Исус тоа многу јасно го дава. Значи, не е само кршење на седмата заповед тоа што ќе појдеш со друга жена, туку самиот поглед, самата страстна желба што се појавува, веќе ја крши седмата заповед. Или пак не убивај е самиот гнев кон братот може да значи убиство, односно кршење на шестата заповед. И тоа го видовме.
И не само што законот е препис на Божиот карактер, законот е уште и израз на божествената природа. А Бог е љубов. Што е сосема спротивно од она што по природа ние сме. Себични. Проблемот е, значи, себичното срце. Се поаѓа од тука. Што ми имате себичност, имате грешни мисли, тие повлекуваат и погрешни чувства, понатаму дела, навики, карактери, на крајот судбина. Вечна судбина. Оно што ние треба да дозволиме со речникот на Павле е да законот не биде вистински воспитувач. И знаете што е целта на законот? Законот едноставно е, целта негова е да ве прикаже во вистинско светло, да се видите во вистинско светло и да ве турне кон крстот, а крстот пак има привлечна моќ и ве привлекува. Законот ве бутка, а крстот ве влече. Тоа е оно што Господ го прави цело време со нас. Или како што е, сум ја издвоил ваа мисла, кој што вели, законот не осудува, а љубовта од Голгота не вика за да ни прости и да не очисти. Таа всушност дава и вистинско покаяние. Значи, само доаѓајќи пред крстот Голготски, ние можеме вистински се покаяме. Меѓу другото, тука што ќе сватиме? Оно што Стивен Бор го кажуваше минатиот сабота вечер, што кажа, се сеќавате? На крстот можеме да сватиме таа љубов Божија. И оно што многу убаво и највеќе ми се допадна е како тој ризикувал, давајќи го својот син, да едноставно се упропасти, односно да пропадне целиот свет. Меѓутоа, тој не го воздржал ни својот син, го дал, го отргнал своите преградки, го жртвувал и тоа бил спремен да го направи само за една душа. И да се послушам со неговите зборови, убаво кажа, не за таква душа како некој од нас, софистициран и рафиниран грешник, со неговите зборови, туку некој како прелюбодеец, некој како хомосексуалец, крадец, разбойник и така натаму. Исус бил спремен да се даде себе си, а таткото бил спремен да го даде својот син и за една душа само. Значи, таму на крстот Голготски ние гледаме вредноста на својата душа, вредноста на душата на било кој, таму ја гледаме вредноста на Божјата, големината на Божјата љубов, но и грозотијата на гревот. И пак би си дозволил да ја цитирам Елен Вајт во еден краток, но јасен цитат кој што кажува многу. Гревот е скап бизнис. Това е цитата на Елен Вајт. Замислите си, синот се раздвоил, се одделил од таткото, и оние познати зборови во Матеј 27:46 или лама сабахта. Боже мој, зошто ме остави? Таму на крстот, гледајќи ја таа сцена, ние исто може да кажеме, значи, не налик на Христа, туку може да кажеме, ако тој рекол, Боже мој, зошто ме остави, ние може да кажеме, Боже мој, како тоа ти мене ме примаш? Како тоа ти мене ме примаш, грешник? Никаков. Зошто го отврла Отецот својот син на крстот? Која е причината? Затоа што Исус бил натоварен со гревовите на секој од нас. А зошто не прифаќа нас? Затоа што ние сме ја примиле Христовата, односно неговата праведност. Така да можеме сите заедно да кажеме, Боже мој, како тоа ти мене ме примаш? А својот единороден син го отфрли. Односно го даде, го положи на крстот за нас. Тоа е она што може да предизвика и да доведе до вистинско обратување. Кога ќе осватиме вистинскиот проблем со гревот. Значи, гревот не е се само оние гревови кои што се производ на себичното срце, туку вистинскиот проблем е нашето себично срце.
И Давид тоа многу добро го сватил и како резултат на тоа вистинско негово покаяние и произлегол и 51-иот псалм, неговиот познат псалм покајнички. Па да отвориме таму и да прочитаме. Значи 51-и псалм, ќе читаме 9 и 10 стих. И видите што кажува Давид. Во 9 стих вели: заврти го лицето од моите греови, како што Отецот го свртел лицето од Исуса, заради греовите. Меѓутоа овде вели, тој се моли да го сврти лицето од неговите греови и да ги избриши го сето мое беззаконие. Но не застанува тука, туку потоа продолжува и вели: Боже, создај ми чисто срце. Значи, избриши го сето мое беззаконие, но тука не се решава целиот проблем. Проблемот е во срцето, затоа тој вели, сваќајќи го проблемот, вели: Боже мој, односно Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Свесен бил Давид за проблемот, затоа во 5 стих ќе каже, во истиот псалм: еве, грешен сум веќе роден, во грев ме зачна мојата мајка. Како го сваќаме овој стих? Се раѓам во грешна природа, се раѓам со нечисто срце, се раѓам со себишна природа. Значи, Давид го сватил вистинскиот проблем и затоа завапил кон Бога и ќе каже: Боже мој, создај ми чисто срце. Молитва која што сите ние треба да ја кажуваме, и тоа не само, знаете, некој ќе каже: па добро, јас сум се крштил некојаш таму 97 година или било која. Но човек треба наново да се раѓа секој ден. Секој ден треба да умира. И секој ден наново да се раѓа. Секој ден овој псалм можеме да го изговараме, оваа молитва да изговараме, овој стих конкретно, 9 и 10, двата стих. Значи, сето она за кое што зборуваме целиот месец јануари, може да се постигне, може да се контролираат и мислите и чувствата, може да имаме контрола на нашиот карактер, да го постигнеме оној сакан карактер, ако само дозволиме да Господ ни создаде чисто срце. Односно да се обратиме вистински, да се покаеме предходно вистински, како што видовме, да се обратиме и Господ ќе не очисти, ќе ни даде чисто срце. Како што сушност гласи Новиот Завет, Евреите 10 глава, ќе читам 16-17 стих. Евреите 10-16-17. Ова е заветот кој ќе го склучам со нив по оние денови, вели Господ, ќе ги положам своите закони на нивните срца и ќе ги напишам на нивниот ум. И за нивните греови и за нивните беззаконија нема веќе да си спомнувам. Значи Господ го решава проблемот и со оние греови, но и со вистинскиот проблем. Запишувајќи го законот, запишувајќи го својот карактер во нас, во нашите срца, во нашиот ум. И тогаш, кога ќе се случи ова, тогаш ќе имаме сосема поинаков пристап спрема гревот, сосема поинаков пристап и гледиште на законот, на останатите луѓе околу нас. Едноставно ќе гледаме со Божји очи, ќе гледаме онака што Господ гледа. Ние ќе бидеме нови личности со инсталиран нов оперативен систем кој ги поддржува сите оние програми, милост, добрина, вера и така натаму. И не е на одмет на крајот да ги спомнам и оние стихови од Езекијел. Че отворите во Езекијел 36 глава, многу добро познати стихови, јасни стихови, кои што зборуваат на истата тема. Значи Езекијел 36 глава, и ќе читаме од 25 до 28, кои се самите по себе една цела проповед. 36 глава, 25 до 28. Че јас отворим 26. 36 глава, 25 до 28. Ке ве попрскам со чиста вода, за да се изчистите. Ке ве очистам од сите ваши нечистоти, од сите ваши идоли. И не застанува тука, туку ке ви дадам ново срце.
и ќе вдахнам нов дух во вас, ќе го извадам каменото срце од вашето тело и ќе ви дадам срце од месо. И ќе го вложам мојот дух во вас внатре, за да одите по моите закони и за да ги пазите и вршите моите наредби. И уште и додава, и ќе се населите во земјата која им ја дадов на вашите татковци и ќе бидете мој народ, а јас ќе бидам ваш Бог. Божиот народ, Божите избраници се сите оние кои што ќе дозволат оваа операција, кои што наново ќе се родат, ќе имат нови срца, чисти срца, со свети дух, или ако сакате Христа, ќе го имате во своите срца, и тогаш ќе можете да ги пазите заповедите Божи. А едно од карактеристиките и знак за распознавање на Божиот остаток е и токму тоа. Тие имаат верата Христова и ги држат Божите заповеди. Тоа не е возможно во наша сила, со наши напори, туку само откако наново ќе се родиме. Нека му е слава на Бога, тој прави се што може, ние да направиме нешто, ние да направиме оној најбитен чекор, а што е најтежок. Факт е дека е најтежок, Елен Вајд кажува, да му ја предадеме нашата волја, не оно што срцето да му го предаде. Тоа е најтешко за човекот. Се друго е многу полесно, значи вие можете да држите сабота во своји напори, не знам, да внимавате од секунда до секунда, се, буквално се, да јадете оно што треба, да не јадете оно што не треба. Волјата треба да му предадеме, да му се предадеме целосно, а тој потоа врши се, со наша дозвола, нормално и наша сработка. Нека му е слава на Бога уште еднаш. Амин.